Почитуван ректоре на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професор доктор Блажо Боев, почитувани професори, студенти и вработени на Универзитетот, Ваше Преосвещенство, митрополит Иларион, почитувани членови на Академијата на науките и уметностите, почитувани гости, драги студенти, почитувани штипјани и целиот источен наш македонски регион. Посебно е чувството да се биде на ова место и да се прослави денот 27 март, кога во 2007 година е донесена одлуката за основање на Државниот универзитет Гоце Делчев. Од повеќе причини, од кои најважната е дека со оваа свечена академија му даваме почит на знаењето што е собрано на овој универзитет и која секоја година се пренесува на нова генерација запишани студенти. Другата, емотивната причина, што сакам тука да ја нагласам, е што Универзитетот во Штип не само што го носи името на Гоце Делчев, туку и што ректоратот на оваа високообразовна институција е во зградата, каде што своевремено учителствуваше токму Гоце Делчев, апостолот на нашето национално движење. Тоа е посебна чест и инспирација за академската заедница и студентите на универзитетот, како и за граѓаните на Штип и целиот овој источен наш регион. Она што е интересно е што и тогаш, како и денес, зборуваме за време на динамични промени. Токму тие брзи, а понекогаш и изненадувачки промени, што се случуваат во светот, ја нагласуваат важноста на високо квалитетното високо образование во нашата земја. Тоа по ништо не се разликува од улогата на универзитетите во целиот свет. Во услови на постојани и динамични промени, од универзитетите се очекува да бидат активни, креативни, отворени, непристрасни и да ја преземаат улогата на вистински пионери за разбирање и создавање на знаење и вештини за генерациите што доаѓаат и што треба да го заземат своето место во светот на интензивни промени и во општества засновани на знаење. На тој начин, автентичните универзитети го остваруваат нивниот придонес во она што значи јавен интерес, а продукцијата на знаење и вештини што студентите и општеството ги добиваат од овие врутоци на знаење е јавното добро. Во современа смисла на концептот на универзитетите во општества засновани на знаење, знаењето се разбира е многу повеќе од акумулација на факти. Во таа насока знаењето е секогаш рака под рака со способноста да се промислува и анализира, да се собираат нови информации и соодветни на конкретни прашања одговори, да се утврди колку се сигурни изворите на знаењето и потоа тоа знаење да се комуницира ефикасно со оние кои од него ќе ги добијат неопходните придобивки. Оттаму произлегува и важноста да се покаже соодветен одговор и на барањата на бизнис заедницата, кога се нагласува важноста на образовните стратегии да ги препознаат потребите од различни перспективи. Затоа денес знаењето е отворено и затоа дипломираните студенти учат и во текот дури и на нивните работни кариери. Успехот во кариерата зависи од креативната адаптација на променливите услови и од стекнатите знаења. Ова упатува на тоа дека студентите за време на универзитетското образование се стекнале со вештина да размислуваат критички и ефективно и да ги изразат своите мисли соодветно на духот на времето во кое што живееме и обстојуваме. Во таа насока, почетокот на универзитетските студии, во известна смисла за сите нови студенти, е патување низ светот на знаењата. Почнуваат да учат нови работи, да ги отвараат умовите за нови идеи, да стануваат независни и да се развиваат како личности. Се отвараат нови хоризонти, студентите откриваат нови области и информации, а образованието достигнува нови длабочини. Не е занемарлив ниту фактот дека тоа патување може и треба да биде и забавно. И тоа е дел од животот на универзитетот.
На универзитетските кампуси се создаваат нови пријателства. Некои од нив остануваат трајни. Се нудат можности за вклучување во различни активности. Само на Универзитетот Гоце Делчев во изминатите 12 години студирале нешто повеќе од 30.000 студенти. Студентските години може да бидат најдобрите времења од животот, кога стекнатото знаење и вештини се поврзани со нови пријателства и со спомени на кои со задоволство се навраќаме низ целиот наш живот. Кога нашите студенти дипломираат, освен со лични придобивки, тие стануваат и архитекти на еднината, предходници на промените за добро на заедницата. На Универзитетот Гоце Делчев во Штип се доцираат студенти за да учествуваат во промените на нашата земја и светот воопшто, за промени на подобро, за промени подобри за сите нас. Иако зборуваме за сообразување на универзитетите со динамичните општествени промени во земјата и во светот, она што е константа е автономниот статус на универзитетите и слободата на истражување како клучни принципи кои мора да се подржуваат. Високата доверба во подготвеност и способноста на универзитетите да постигнат најдобри можни истражувања и образовни програми соодветни на времето е очекувана и многу важна. Во таа насока, владата на Република Северна Македонија останува на определбите за јакнење на квалитетот на високото образование, преку дополнително подобрување на акредитацијата и евалуацијата на високото образование, како и со заложбите за подобрување на материјалната поддршка на високото образование и науката. Како една од клучните насоки за сообразеност на универзитетското образование е внимателното слушање на пулсот на промените за развивање на соработката помеѓу институциите за високо образование, приватниот сектор и релевантните јавни институции. Посебно место има охрабрувањето на вмрежувањето со странските универзитети за трансфер на знаење, особено во делот на европскиот образовен и научен простор. Живееме во време кога знаењата се исклучително важни за нашите општества и економии, во свет на брзорастечки капитал и во ера на револуционерни комуникацијски технологии, сериозен технолошки развој, но и време на четвртата индустријска револуција. Знаењето се почесто ги заменува другите ресурси како главен двигател на економскиот раст, а образованието станува основа за индивидуалниот просперитет и социјална мобилност. Оттаму, со овие констатации за универзитетот, како средишен центар на знаењето и на вештините за управување со знаењето, ви ја честитам на сите годишнината и ви посакувам на сите, на професорите и на студентите и на сите вработени во Универзитетот Гоце Делчев успешни идни години како академска средина која секогаш ќе се стреми да ги проширува своите академски хоризонти. Благодарам.